Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Аргумент Плюс. Ги разговараме политичките состојби, видени од, условно речено, дел од поновите партии кои што не се застапени во парламентот, но нормално што му играат, односно учествуваат во политичката игра, претендираат и тие еден ден да се најдат со своји представници во законодавниот дом. Наши гости, како што најавив и во Дневникот, се Емилија Гелева, член на извршниот комитет на партијата Единствена Македонија и председател на форумот на жени на партијата. Гелева, добар ден. На Унијата на жени, пардон. Добар ден и благодарам што позитивно се оdzвавте на поканата. И јас ви благодарам на поканата и посакувам добар ден и на вас и на гледачите. Благодарам и вам. И Јорго Огненовски, председател на партијата Демократи. Огненовски, добар ден и благодарам и вам што позитивно се оdzвавте на поканата и сте дел од ова издание на емисијата. Добар ден, благодарам што ме поканавте. Поздрав до гледачите. Така. Ке почнеме прво со дамата, иако сте вие малцинство сега во емисијата, нели ако гледаме според полот и тоа. Меѓутоа, поради еден немил настан што и се случи на нашата вечерашна, да речам, колешка во дебатата, тоа е некаде јуни месец, госпоѓо Гелева, кога се соочивте, или кога беше? На 24 јуни. Точно. Значи, што се случи всушност за тоа што ви беше забранет влез во Грција? Па, на 24 во ноќта, во 2 часот и 40 минути по грчко време, беше спречен мојот влез во Грција од страна на грчките власти, моето туристичко патување со автобус, така што ми беше речено дека имам забрана за влез. На моје инсистирање прашував зошто и какото и само кажа дека мислам граничниот полицаец објасни дека имам забрана од 3 години. Јас навистина бев изненадена и особено што тие не ми дадоа никаков посебен документ за тоа ниту кога почнала, ниту 3 години, не знам од кога почнуваат, кога тоа го донале. Нема друго објаснување освен дека една недела пред тоа, на 17.6, делегација на партијата Единствена Македонија исто така беше спречена да влезе и по 5 часовно испрашување на председателот, на господинот Јанко Бачев, тој конечно имаше добиена информација дека исто има забрана да влезе 3 години и други членови на извршниот комитет. Имаше претходно најава дека тие сакаат по повод 5 годишнината од Преспанскиот договор да појдат во местото каде што се одржан тоа подпишување пред 5 години и символично да го запалат Преспанскиот договор, кој што ниту партијата, ниту пак јас лично и пред подпишувањето на договорот, а и се досега, сметаме дека треба да биде поништен и тоа се заложбите на партијата, така што всушност стана јасно и јас не бев член на делегацијата на 17-ти и навистина имаше зошто да се чудам зашто имам забрана за влез кога јас одам туристички после една недела. Но ете така се случи, па на некој начин јас да кажам дека тоа ми е признание за мојата долгогодишна, повеќе од 30 годишна, да кажам, борба за Македонија во професионална смисла, па и лична. Сум жртвувала многу. Па еве некој се свати дека таа борба не е значи добра. Јас никогаш ништо не сум тоа што го застапува моето гледиште дека Преспанскиот договор е едно невалидно парче хартија од многу причини, и од правни, и од законски, затоа што прво, тој не може да биде никаков договор, затоа што Уставот на Република Македонија предвидува дека такви договори треба да подпише председателот. Бидејќи е подпишан од министер за надворешни, тогашниот министер, тој едноставно е неважечки. Ние што почитуваме? На промените што следеа после тоа во Уставот се направени насила, сите знаеме, со уцени, со притисоци. Тоа не може да биде, бидејќи е се лага, всушност, се што е направено, не може да биде основа за некоја трајност.
Дали ги искомунициравте нашиве институции, дали се должни они на свој граѓанин да видат во кој основ е ставена таква листа, да речем условно речено? Вака, сега знам дека, значи јас Да му дадеме можности на господин Огненовски да инсистирав да ми кажат зошто и како, навистина не знаев, беше ноќе 3 часот по грчко, 2,5, да, Сабајле. Меѓутоа и во тоа време не сметав дека некого навистина треба да вознемирувам. Не дали од после да речеме деновите после тоа? Да. Од после ние презедовме некои чекори на кои што имаме право, затоа што Грција е пред се европска земја и вакво однесување е не само што е ксенофобично, туку потсетува на деновите од фашистичкиот режим во Грција, затоа што никој не може да ти забрани слобода на мислење или слобода на израз. Тоа не може да биде причина. Јас велам, јас не сум пропагирала во Грција. Јас овдека на македонската јавност е познат мојот став за Преспанскиот договор од секогаш. И тоа со аргументи. Нешто што не е природна состојба не може да биде одржива. Затоа имаме безброј докази. Сме имале робства, сме биле поробени, па сме се уште тука. На почетокот да му дадеме можност и на господинот Огненовски. Еве како гледате вие на овие ситуации, господин Огненовски? Вие поголем дел од животот или еден барем добар дел сте живееле во Соединетите Американски држави? Па видите, сигурно Грција има причина зашто не му дозволила на господјата да влезе, бидејќи тие си имаат свој некои закони и замисли. Тоа е нивно право да не ти дозволи да влезеш. Добро, тоа е суверено право на било која држава точно да... Не го оправдувам тоа нормално, али не можам во тоа да дам моје мислење, бидејќи не знам што се случува и како се случува. Така, за влесна емисија, чисто ќе ве прашам што прават демократи, прилично сте активни на теренот. Вие бевте и прва партија која што излезе со протест против покачувањето на платите на функционерите од 78%. Овде пред Уставен суд го одржавте протестот, продолживте чинами низ останатите градови низ државата. Кој е интересот, што порачуваат граѓаните? Па видите, ние на 7 април, кога Уставниот суд на 23 март донесе странната одлука и денес ја викам странна, да се покачат платите на функционерите во просек за 78%, кога народот гладува нема леп да јади. Значи, ова е негде во ниједна држава вака не се случува, освен во некои диктаторски држави, веројатно и кај нас постои на некој начин диктатура, покрај тоа што не е такво во контекст на некои држави. Ние излеговме, повикавме сите политички субјекти, партии, здруженија, синдикати, никој не се одважи на тоа да дојде. Ние сами продолживме со протестите, веќе во 7 градови имаме одржано. Продолжуваме понатаму не само со протести против странната одлука за астрономското покачување на платите на функционерите, туку ќе продолжиме и со други протести. Значи, за разни проблеми што постојат. Конкретниот случај кај нас во Македонија гледате, кога на некои функционери, пример, пратеници му се зголемува платата за 700 евра, а на пензионерите, поготово на сиромашните пензионери, понудена му е 8,6%, а пензијата му е 8, 9, 10, 11, 12. И сега тоа е некоја катастрофална разлика. Значи, ние како демократи сме посебни. Морам да кажем посебни од сите политички фактори, затоа што... Ви забележи, господине Гелева, ќе прашаме за коментар. Затоа што ние револтот го изразуваме на протести, нормално и со пишување и со други активности, како што се Facebook, Twitter, благодарение на вашата телевизија не поканувате. Ние демократи сме блокирани од повеќето медиуми, бидејќи му е наредено од големите наводно владеачки партии да не дозволуваат, и ние секогаш ќе кажуваме вистината. И вистината е една јасна и гласна, дека Македонија мора да оди напред, мора ние да се бориме против секако вид на мито, корупција, криминал, политички криминал, стопански криминал. Мора да се бориме против владеачките партии кои што беа 32 години на власт, ДПМН, СДС, ДУИ, и секогаш се на власт. Дали преку министри, влада или преку своји градоначалници, значи овие партии секогаш се на власт. И во Македонија ова што ни се случува, не можам да го сватам, народот нормално е исплашен, заплашен, осиромашен,
апатичен, во тешка депресија, бидејќи партиите кои што владеат 32 години имаат свој систем на наметнување на страв и го осиромашија толку народо, а сиромав народ тешко да може да се бори. Па ние како демократи овие протести ги правиме да го свестиме народот, да го охрабриме и да ја кажуваме вистината. Еве, Гелева, што се случува во Единствена Македонија, како ги артикулирате вашите политики, како до можноста да се стане попрепознатлив во јавноста? Вие сте препознатливи, си имате свој белек и печат како партија, функционирате. Да, функционира подолго време, се разбира. Дали гледате еве шанса во ова процес што почна за една изборна единица, законот, предлогот баш во менување на тој дел една изборна единица помина во прво читање во собранието, што не мора и да значи ништо. Следната фаза ќе говори многу. Па, Единствена Македонија секогаш била консеквентна, значи во одбраната и на интересите, националните интереси, значи на и државните интереси на Република Македонија. Во таа смисла уште во 2010 година има поднесено на 22.7, значи вака јули 2010 година, има поднесено токму амандман на законот за избори во прилог на донесување на измени за другиот изборен модел на една, значи, изборна единица. Значи, уште пред 10 години, се уште се чува некаде, иако тој е примен, но се уште стои во фиоките. Во однос на тоа, бидејќи и двете големи партии, и СДС и ВМРО, ДПМН се изјаснија дека нели подржуваат таков изборен модел, но сепак во пракса ништо не се случува, најверојатно поради тоа што всушност ДУИ е нели незадоволен од обично албанските партии цензусот кој што се определува нели процентите од 3 до 5, изборниот праг, така. Да, изборниот праг, и поради тоа мислам, не знам тука каков пазар постои и каков интерес, или само си ја префрлаат топката од едни во други раце. Еве, нова инсистираат и ОПСЕ и меѓународната заедница и покрај тоа пак не гледаме. Затоа што и ВМРО, ДПМН заедно со СДСМ имаат всушност доволно гласови во парламентот за да можат да изгласаат, нели, имаат заедно би имале доволно пратеници независно од ДУИ. Така што јас мислам дека ВМРО ДПМН може би конечно треба тука да направи нешто конкретно, да исчекори, таа е партија што е во парламентот. Единствена Македонија го направила своето кога требало. 13 години. Така. Така што во таа смисла, да, треба да се смени тој модел, затоа што моделот, изборниот модел на една изборна единица можеби ќе донесе поинаков распоред, се разбира поинаков распоред на политичките сили и во парламентот, и со тоа можеби ќе обезбеди подобра перспектива, не само политичка, туку севкупна на Република Македонија. Так, еве Огненовски исто предпоставам и вие и друг пат сте гостували кога не била само како фокус тема една изборна единица, сте гостувале во телевизија 24. Што очекувате? Очекувате ли дека големите партии условно речено ќе се одважат и сите партии што се во собранието и дека ќе гласаат за една изборна единица? Па видете, големите... И предноста што ја дава. Ајде вака да кажеме, не се тие големи, ти се многу мали, туку бидејќи имаат своји представници во собрание, тие не му одговараат да изгласат една изборна единица, но не се работи само за една изборна единица. Значи, ние како демократи многу пати сме предложиле, пак ќе кажеме, дека целата работа не е само во една изборна единица, треба да има отворени листи, луѓе. Отворени листи е која се гласа за луѓе, за кандидати, за квалитет. Гласате го барате името сега, како што е ситуацијата, ќе ви става 20 на листата, пример во изборна единица број 1, и таму секакви луѓе може да ставате, и тоа се случува, значи бивши поранешни неспособни да почнеме вака политичари, криминалци, психопати, кои што ја уништуваа Македонија овие години или децении. И ние пак гласаме за нив и гласаме за некои си бројки. Отворени листи ни овозможуваат, значи, нешто што ние како граѓани
ќе имаме право стварно да избериме од тие 120 луѓе најдобрите. Број 1, број 2, тие ќе работат за нас, му се скратуваат сите права на преседателите во политичките партии, бидејќи кај нас досега историски гледано, мораме историски да гледаме, сите политички, да не речем политички поточно кажано, преседатели на политички партии, еве гледате ги бркаат кој е по затвори, кој е. Значи тоа све криминални структури кои што досега не ги интересира доброто на Македонија, доброто на народот, на граѓаните. Значи тоа мора да се менува, отворените листи се чудо нешто. Ако се воведат, се разбира со една изборна единица, без праки, распределба и на финансии, и на помедиуми. Така и со понизок прак, така и со представување нели медиумско. Сигурно сега да ви стават праки да излезат милион народ да гласат и ќе ви кажат 5 или 8 или 10 и треба некоја по-нова партија, не викам помална, нова партија да земи 50-70 гласови, автоматски не може. Не, мислам дека најважно е што е овој криминален, ние што го викаме демократ изборен законник, треба да се менува не само таа една изборна единица, значи отворен листи без прак, да се обезбедат, значи фери демократски избори. Луѓе, ако не обезбедиме се ова да ни е даено, пак нема да успееме. Значи на секој избирачко место кажувам и пак ќе кажувам и секојаш нормално ќе кажувам. Да се постават камери, објаснав како, камерата ќе гледа цело време кутијата и кога после се отвара и се брои, не можеш да ја лажиш камерата, се отвора ливчето, тие што се 5 души во комисија го отвараат, кажуваат, демократи, не е битно кој, поништено ливче, се гледа. И автоматски има таква софтвер во светот, нормално има компании кои што во секунда точно знаеме во сите 3480 избирачки места кој колку има гласови. Значи, ние мора да обезбедиме да немаме криминални избори, бидејќи кој ги спроведува? Ги спроведуваат криминални политички структури. Како очекуваме ние, имаме криминален изборен законник, имаме криминални политички структури кои што ги спроведуваат овие избори, на секој начин, и очекуваме што да добиеме. Пак ќе добиеме криминалци на власт. А вака кога повеќе, да речеме, политички субјекти имат своји представници, а ќе се случи ако имаме една изборна единица, отворени листи, луѓето ќе почнат ќе викаат, дај да видиме кој е Јорго Огненовски, кој е Миријана, кој е Господјата, и не е битно кој. Значи, ние како демократи сме не за нас, за наше добро, туку за иднината за наредни 1000 години, 500 години, 300 години. Луѓе треба да се освестиме кај нас постои тежок криминал во политика. Така, слушаме секојдневно опозицијата ги отвара тие криминални нели афери, ќе видиме дел од нив завршуваат пред институциите, меѓутоа еден поголем дел нема некаков исход, па се сведува на пинг-понг играње нели меѓу партиите, сами се дообјаснуваат, си вадат документи, си ова. Емилија, како гледате еве во моментот на политички план активна е уставните измени, се тема број 1. И сето ова со криминалот и со состојбата во правосудството, кое што имаме нели забелешки од представници на меѓународната заедница, и Стеј департментот пред некој ден исто така излезе и кажа дека треба малку политичките лидери и водства да покажат опипливи резултати во борбата против криминалот и корупцијата. Очигледно дека партиите кои што се во власта не го постигнуваат тоа, напротив, сведоци сме дека тие продолжуваат со таквите дејства. Инаку, поради тоа, сме во таква и катастрофална економска состојба. Значи, во економијата се одвиваат такви процеси кои што го прават и го отежнуваат секојдневниот живот на луѓето, стандардот е многу паднат, цените не соодветствуваат на примањата кои што се било просечни, па и малку надпросечни, значи сите се соочуваме со тоа секојдневие. Најновите анкети покажуваат, така речи, вртоглав пат на владеачките партии, така што на СДСМ посебно, така што очигледно е дека една ваква состојба на криминализација и на корупција во структурата на власта, која што апсолутно просто метастазира. Во ништо гледаме, не може да никаде не запира, напротив, секојдневно имаме нови такви случувања и поради тоа најверојатно треба што побрзо
единствен излез од една таква состојба во која рейтингот на владачките партии е толку многу паднат. Значи, граѓаните бараат, тоа е сигнал дека граѓаните бараат промени и во секоја цивилизирана и нормална држава досега ќе имаше неколку пати избори во вакви ситуации. Зошто таа структура се уште е насила, просто зацементирана е на своите фотели, зошто се уште се одржува со помош можеби и на влијанија од надвор, можеби се токму основна причина е се токму ова што споменавте, уставните измени кои што тие треба како извршители да ги спроведат. Јас колку што се сеќавам, уште минатото лето ова време СДСМ најави дека ќе мора да се служат значи да се направат тие уставни измени до минатиот ноември 2022. Но кога видоа дека од тоа нема ништо во тој период, некако глатко го трансформира овој ноември 2023 дека е крајниот термин за тие уставни измени. Значи, нивното одржување на власт нема друго објаснување, освен дека имаат намера и сакаат насила на мускули, онака како што направија и со Преспанскиот договор, кој што беше со криминални дејанија изведен, ставен во пракса, односно во уставот. Така што тоа го повторуваат тој модел и сега. Се разбира дека, реков, имаат поддршка и од надвор очигледно, затоа што се уште на власт и покрај се ова што се случува. Има негирање дека такви работи ќе се случуваат сега овој пат за меѓутоа ќе видиме што ќе донесе они си го вршат, значи они го одлагаат тоа затоа што се надеваат дека ќе успеат да направат. Таа е матрицата од прилика. Повторно може да се очекуваат уцени и други работи, они се инвентивни во таа смисла, во навод, мислам, кога треба да се. Но велам дека единствена разрешница од ваквата состојба економска и политичка во која се наоѓа Македонија, имајќи предвид дека имаш партија во власта како што е и ДУИ, значи која што очигледно е навлезена длабоко во некои коруптивни и криминални дејства. Така, нивни представник се најде нели на црната листа, тој е градоначалникот на Струга Мирко. Дали очекувате уште некој друг да се најде? Тоа беше сигнал од Соединетите американски држави, тоа е сигнал до ДУИ, најверојатно да малку да внимава што и како прави. Меѓутоа, јас мислам со оглед на реакциите и од ДУИ, па и од премиерот Ковачевски и од СДС, кои што не покажуваат знаци дека треба нешто сериозно околу тоа да направат. Мислам дека ќе има сигурно, се најави од State Department дека ќе има. Очекувам дека ќе има сигурно уште некој и од ДУИ, а најверојатно и од СДСМ. И од СДСМ на таа црна листа. Огненовски, како гледате вие? Дали треба малку меѓународната заедница повеќе отколку што е сега, нели, со изјави вербални, со црни листи, малку повеќе да помогне или да притисне, како да кажам, да се освестат нашиве политичари и врхушки за да малку олабават на тој план на корупцијата и коруптивните сделки? Гледаме дека внуци, синови, керки се некако вклучено во тендери, во ситуација кај што има големи пари за работки. Па видете, јас прво би рекол, бидејќи ситуацијата ни е таква 32 години, исти партии криминални владеат со државата, нормално нема да се затворат помеѓу себе. Нешто по некој жртвуваат, гледаме, ќе се жртвува некој, тоа е. Меѓународната заедница би требало да поможи многу повеќе. Затоа што и сега користам приликата, повикувам меѓународната заедница да поможи повеќе него само со црни листи. Значи, има суд во Европа, има суд кој што тој суд може и како што прави понекогаш да ги повлечи криминалците, па нека ги осуди до животно затвор, нека му конфискува се. Значи, таа е нивна помош затоа што демократи или некои други честни луѓе не се сега не ја менаџира државата, значи
немаат влада, немаат представници, за да ние, кои што како луѓе пред се, како демократи, предлагаме стално, значи да никош да не застаруваат делата на политичарите и на бизнисмените, кои што плачкаат државата, да му се конфискува се и се разбира. Тоа е, значи, меѓународната заедница, барам лично јас како Јорго Огненовски, председател на партијата и демократи, повеќе да го направи на што го спомнав. Ако треба нека затвора, нека носи во халка и треба да. Затоа што ова багра што е тука да не е ни багра, во ствари тоа е политичка злостоничка банда, која што 32 години. Па нормално мора да биде така за да се каже вистината. Инаку ние како демократи се залагаме да се променат многу закони. Значи го спомнав еден од тие закони, значи никош да не застаруваат делата така што се направени. Видите, ако застаруваат делата, гледате застаруваат делата на сит, на премиер, на Бучковски, не знам, Заев 2 пати аболициран, на Груевски делата му застаруваат, не знам на многу функционери кои што се занимавале со активности. Бучковски беше осуден, па не легна во затвор, наводно застарел делот, а беше осуден. И сега не е моje, јас го кажувам тука, бидејќи си има судо нормално како таков не функционира, поверењето во судо е 6% и ќе дојде на 0% и 4%, бидејќи таму има прекрасни суди и повеќето суди стварно се добри, но има една група кој што соработува со властите или воопшто со политичарите од двете поголеми партија, исто и ДУИ, кои што работат во интереси на политичарите, на политичките партии, за своји лични интереси. Гледате што се случува со внуко на Али Ахмети, купил зграда огромна, не знам, некој друг нешто, па сино на овај немал диплома, па станал правобранител. Луѓе, ова де влада е тежок криминал. И како демократи ние се бориме и ќе се избориме. Овој народ мора да го дигнеме, да се освести дека не може повеќе вака да се живе. Најголемо зло на Македонија се СДС, ДПМН, ДУИ, владеачките партии со нивните 60 коалициони партнери. Нека не се лажат сите кои што влегувале или соработувале со овие 3 поголеми партии во Македонија кои што биле на власт, имаат своји представници, влада и така натаму. И тие се соучесници. Нека не кажува дека ајде да влеземе во коалиција, сега ќе креираме блок со ДПМН, па ќе турнеме СДС и ДУИ, гледате шо прават, не продават Македонија, историјата глупост. Треба сите да ги туркаме. Колку пати демократи изборуваш за блок, ние да направиме блок, партии кои што се против овие партии. Еве за блок повикуваат и Мицковски сега пред некој ден чинам рече дека се изродиле многу на таа во опозицијскиот дел на партија многу патриоти. Карикирам, не беше така изјавата, меѓутоа индиректно повика да се застане зад нив како водечка опозициона партија. За ова што мислите, на што се должи таа изјава на Мицковски? Тој е против делењето или сечењето на тие гласови во опозицијата, да речеме, тие гласови што условно речено котираат како неопределени на анкетите, што е навистина голем број. Единствена Македонија тоа го има во својата платформа за соработка со сите кои што се за заштита, за одбрана на македонското обстојување, македонскиот идентитет, за заштита на, реков, националните и државните интереси. Во таа смисла потребно е едно македонско или семакедонско обединување. Би рекла во една ваква состојба неопходно е уште повеќе. При тоа се разбира дека дали во навод или како било кажано, не знам, не сум ја слушнала таа изјава, но секој човек, а и секој политичар треба пред се навистина да внимава на своите зборови, затоа што е многу важно, тие зборови имаат тежина и вистинитост само ако се истоветни со она што тој политичар или човек мисли и што прави, што делува. Ако меѓу тие 3 действија, тие 3 акта постои раздвоеност, значи дека нешто не е во ред. Затоа, навистина, без никакво карикирање, ние сме и како партија и јас лично мислам дека навистина треба да се обединат. Секојдневно јас се среќавам со многу македонци, честни, правеле, се бореле, некои млади, некои повозрасни кои што
се што можеле правеле во својот домен. И големи патриоти. Нема тука наводници. Меѓутоа, тоа го имаат воочено најверојатно и странците. Мене ми беше точно така кажано пред години од еден, да речам, пријател странец кој што ги познава состојбите и во Македонија и на Балканот. Вика, сега гледам зошто вие последни демеке со држава сме ги имаме овие проблеми и така натака, последни сте направиле држава во навод. Ние сме први, се разбира. Македонија од секогаш била голема и држава и царство, но има проблем кај нас во тоа обдинување. Ние не можеме да препознаеме, не сакаме да препознаеме вредност, не сакаме да ја признаеме вредноста. Луѓето веќе почнуваат се сомневаат во се и онаму каде што нема место за сомнеш. Затоа треба навистина да имаме здрав резон, па и здрава психологија. Значи да се обединиме, неопходно е тоа за да си ја преземеме државата во своји раце. Мора да се обединиме. Дали околу некоја партија, дали околу некој лидер кој што го заслужува тоа, јајте заедничка ќе биде, се разбира. Значи неопходно е обединување во оваа фаза. Но тоа не значи дека да бидете да барем да за освојување на пратенички места во собранието, бидејќи без тоа тешко. Мене никогаш, ако сум сакала сигурно такви лукративни поими, мене тоа никогаш не ми значало во смисла тоа да ми биде цел заради која што јас действувам. Јас се што сум направила било без никакви такви лукративни придобив. Јас сум направила многу. Сум била и на такво место во многу тежок момент во 2000, значи во периодот од 98 до 2022. 2002. Пардон, 2002, од 1998 до 2002. Значи, не само тоа, и како претходно и како новинар, но и потоа со постојаната моја присутност во тогашните сите весници што можеш. Ако еден весник ја смени линијата, днеска да ме објавува, секојаш има некој друг. Така да во таа смисла навистина ние тоа треба да го направиме. Сите, говорам, се обраќам на сите македонци кои што ја сакаат оваа држава, кои ја сакаат Македонија, затоа што ние немаме друг дом, тоа е нашето огниште. Ние мораме да го чуваме, како што ги чуваме нашите приватни огништа, така и Македонија. Без тоа, што ќе бидеме? Зарем ќе дозволиме тоа да ни се направи? Мораме тоа да го спречиме. Вие како размислувате во партијата околу ова укрупнување, условно речено, на тој дел партии кои што сега делуваат опозиционо, нели контра власта, а се расцепкани секој во своето трло, ајде така да се изразнам, условно речено на Видите, ние сакаме, изборуваме и работиме на еден блок кој што ќе ги уклучи сите, освен СДС, ДПМН, ДУИ. Значи, ние не ги сметаме криминални партии, не можем да му даме легитимитет на криминалот, ние ги сметаме недостојни да бидат повеќе на власт, се разбира, тие ќе постојат како така, но треба да се тргнат од позиција да не ги, просто кажано, контролираат сите општествени сфери во Македонија и да продолжат со крадење, со пустошење. Опозицијски блок не може повеќе да помине да биде. Тие се докажа дека се тешка криминална партија како СДС, се разбира и другите. А демократи работат со други партии кои што се против овие партии, да направиме тој опозицијски блок и тоа е единствен опозицијски блок. Не можеме повеќе да дозволиме со приказната, па видете сега овие го продаваат името, па овие гледај што прават со историјата, па овие разнебитуваат Македонија, дај да ги донесиме пак овие што биле старите. Не, на Македонија му треба нова крв, нова моќ, нови луѓе честни и поштени. Не повикувам секој македонец, повикувам честни македонци во борбата. Имаме толку нечестни македонци што партал не направи. Гледате, скапуваат наводно некој по затвори, бегаат во странство, политичари зборувам, па и луѓе обичи што ги поддржуваат. Како можете да поддржувате луѓе некои партии кои што досега 32 години не уништуваат цело време?
Размислете. Така, кој е вашиот во поглед на уставните измени? Не се изјаснивте. Дали Уставни- очекувате дека ќе помина до крајот на есента или еве се повеќе и повеќе се зборува и за предвремени избори? Кој ќе биде епилогот Да ви или кажам разврската за во тој дел? Да, за уставните измени многу едноставно. Дали ќе поминат или не сум сигурен, никош не предвидувам. И ние како демократи, тоа е малце нешто како незахвална работа, неблагодарна работа, просто да предвидуваш. Ние кажавме, бугарите ни се нас непријатели. Мислам бугарската држава, не зборувам за бугарскиот народ. Политичарите. Тие против нас работат систематски со децении, да не речем со векови, но сега конкретниот случај не спречуваат. Ние како демократи сме проевропска, сакаме во Европа, да бидеме дел од Европа, но не можеме да бидеме вака кога некој не те призван ко нација, вера, религија и не сакам ни веќе ни да споменувам, сум спомнувал порано, што не бугарите, поготово политичарите, пак ќе речам, бугарската држава направи нас да не понижи, ние сме нешто што као не постоеме, па се од 45-та почнавме да постоеме. Македонија постоела со векови, македонскиот народ е горд и секогаш се борел и секогаш го победувал злото и ние ќе го победиме. И на Европа порака секогаш му пуштам и пак ќе му пуштам, ќе си го променат законот, не може да има консензус 27 држави да гласат дали ќе се прошири Европа или не. Треба и има во парламентот европски пратеници кои што се борат да го променат. Еден ден ние ќе влеземе во Европа. Сме дел од Европа географски, не припаѓаме ни на Азија, ни на Африка, ни на Јужна Америка. Значи, Македонија му припаѓа на Европа и ги има истите права како секоја развиена европска држава да биде дел. Економски и на сите полина ќе бидеме многу помоќни, појаки бидејќи Европа е гигант. Така. И да не се залажуваат луѓето дека ние можеме да живееме надвор од Европа. Не, ние сме тука. Или изолирано или во И други сојузи. сигурно. Гелева, сакавте нешто да кажете додека Да, прво би сакала да кажам дека во никој случај не може да се стави знак на единство меѓу СДС и ВМРО ДПМНЕ. Во ништо, особено не во однос на македонизмот, на македонството, на заштитата на Македонија. ВМРО секогаш никогаш не придонесе на тој начин за уништување како што. За која Не, јас ве молам. да. Сега постои ВМРО ДПМНЕ, ДПМНЕ. постои ВМРО ДПМНЕ како Добро, партија, тој таа е не се став, бидејќи легитимна. треба да прекинеме. Значи сум против тоа така да се изедначуваат партиите, особено кога говорам за едно семакедонско значи обединување. Јас на тоа мислам на сите македонци кои што до сега секогаш биле исправни. Сигурно дека СДСМ кои што спроведува една промена на името на Република Македонија, од кое што видовме, еве од тој договор, видовме каков ќар имаме. Чекаат и ден денес по 6 часа реди колони по 3 километри на граница. Господинот изрази сомнеш, не знае зошто мене и на партијата Единствена Македонија вовела забрана за влез. Причината е многу очигледна, значи многу јасна. И тоа е на некој начин и признание за политиката против Преспанскиот договор за Единствена Македонија, реков и за мене лично. Така што во однос на овие Не ги изедначувате и не сакате да барем Единствена Македонија, не гледа изедначување, барем во тој дел што рековте одбрана на македонскиот национален Па не се идентитет знае, и не може така. црното да биде бело и белото да биде црно, ме Вие молам. како демократи уште тоа кажете го, значи вие сметате дека и ВМРО ДПМНЕ не заслужува да биде, не знам, восприеман, перципиран како бранител на македонскиот идентитет. Не може Така, да некако заслужува. вас- Прво таму ВМРО е искажете си, наше веќе морам да македонски прекинувам. символ, акроном, тие го украдија и го гнасат. Тоа треба да оди во македонската историја. Разберете еднаш за секогаш. Таму нека си седи тоа ДПМНЕ како шуме. Број 1, број 2 не може да биде ДПМНЕ носител на опозицијска партија, затоа што 32 години со факти краде, пусте, уништува Македонија и тие учествува во преговорите. Груевски, Бонева, го слушавте убаво како се договараше, ќе ја викаме Северна Македонија. Но на овие му падна редо, дојдоа на власт и го променеме името. И ДПМНЕ ќе го променеше.
И тоа е тоа. Не, затоа више Немаме веќе време, благодарам што бевте дел од ова издание на Аргументе Плюс. Почитувани, благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување.